Поттикната од светската пандемија на коронавирусот и препораките за држање на растојание од минимум 2 метри помеѓу луѓето, додека чекаат пред банките, маркетите или другите институции. Младата 17-годишна иноваторка од Прилеп Христина Микулек, член на физичката секција при Средното општинско училиште Ѓорче Петров, самата креираше така наречен COVID дистанс апарат, кој со помош на сензори свири или вибрира кога некој ќе се приближи поблиску од 2 метри. Ова е прекинувачот во кој има мали батерии. Ова е алармот за звучното предупредување, а овде е вибрацијата за вибрационото предупредување. Овие се двата сензори. Овој сензор пушта ултразвучни бранови, а овој реагира на истите, кои се одбиваат и се враќаат во овој. Внатре има Arduino Nano контролер со мал софтвер кој го контролира целиот уред. Ова е прекинувач за да си одбереме кој режим го сакаме, дали вибрационен или звучен. И ова е штипка на кој може да се постави на облеката. Овој уред прво бил наменет како сензор кој би бил поставен на возилата како помош за паркирање, со негово звучно сигнализирање. Но со појавата на COVID-19, Микулек него го пренаменила како апарат кој што ќе ја детектира близината на луѓето. Воопшто не бил скап, а според Микулек во иднината би можел и да се продава. Проектот околу 2 недели се правеше. Тешко е. Не многу, но тешко е. Проектот околу 300 денари. Воопшто не е скап, но многу ефикасен. Во иднина би можело да се продава оној што сака да го купи да си го има за себе си? Да, би можело. Нови делови имаме порачано за да биде што подобар проектот, но не се стигнати заради ситуацијата што е сега во светот. Инаку Микулек е дел од тимот на ученици при Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Прилеп, кои што досега имаат креирано неколку иновации, како Smart Eco клупа која што работи на соларни панели, проект за кој што добија и награда од Фондот за иновации, лежалка на соларна енергија, корпа за отпадоци која што работи на сензори и сигнален елек кој што дава повеќе информации за оние кои што возат велосипеди, скутери, ролери и слично. И овој уред Микулек планира да го пријави во Фондот за иновации.